Откъде ти от? Денеска ме донеса чандарите. Кај се наоѓиш? Од другата страна. Зошто ти испратиле овде? Се поплакав на нашите чорбажи дека тие се виновни за твојата несреќа. А тие ме окова. Ајде бре, работи, доста муабети. Ајде. Ела на му за мене. Ајде. Еве, ти ја прати мајка. Како е да? Многу подобро. Ова ќе се издржи. А тебе ти ја кажа ли пресудата? Уште не. Мојката ваша ѓаурска. Учителе, и ја ќе има да затворим. Како си се здрави? Сакаш да ти доведам лекар? Не, ти ќе ми бидеш лекар. Од моја страна ќе напишеш молба. Ќе напишеш која е вината наша. Добро. Кој ни е обвинителот? Четворица гинеме во Дебар, затворени и несудени. Добро. Сакам да излезам на суд. Многу добро. Ако загинеме, пашата има да дава објаснување пред луѓето и пред Бога. Е, тоа не е добро. Такви зборови не чинат. Но не грижи се. Молбата ќе биде силна и самиот ќе ја поднесе. Ова се ракописи што се најдени кај него. Ова се негови стихови. Повелете. Оно е уште што ви го објасни. Сатвореникот стигна. Нека влезе. Поведете го. Оран. Ваму. Седи. Григор Прличе, роден на 18.1.1830 година во Охрид, од татко Ставре Прличе и мајка Марија Ѓокова, сегашен жител на град Охрид и тамошен учител. Ти си значи учителот Григор Прличе. Да. Ова се списи најдени кај него. Што е ова? Тоа се негови стихови. Поезија. А, ти си бил поет? Да. Одамна не сум зборувал со некој поет. Јас мислев дека си само учител, а ти си бил и поет. Ова е твојот говор против владиката Мелети. Точно. Никогаш не сум го криел тоа. Во него ти велиш дека народот не е должен да им плаќа на владиците. Точно. Тоа сум го рекол. Го велам и ќе го велам секогаш и секаде. Вистина е. Не постои таков закон. И јас го знам тоа. Но не е дозволено пред народот да се говорат раздразнувачки зборови. Секој таков говор може да предизвика бунт и неред. А јас сум Тоа овде е ваше мислење. Јас никогаш не сум говорил против државата и нема да дозволам да... Јас сум овде да го ценам тоа. Јас сум овде само врз основа на клевета, дека сум бунтовник и дека кријам оружје. Ни оружје најдено, ни барут, а овде сакате упорно да најдете некоја вина.
4 duši gineme во затворот. Ако загинам јас, нека ви е пред Бога проштено. Но ако загинат другите, чедата нивни пред Аллаха ќе викаат против вас. Доста! Отдете го! Отдете го! Тргна се на две души! Повелете. Да го пратиме во Стамбул. Таму да го суредат. Да не брзаме, ве молам. Нели ви реков? Знам. Не преземајте ништо додека не речам. Пеки. Ефенди, владиката Антим чека да влезе. Неговото превосходство Антим. До сега си можел да научиш дека тој не сме да чека. Но јас, Нема но. Нека влезе побрзо. ако да нека влезе. Повелете ваше превосходство. Пашата ве чека. Ајде бе, Чопек. Мавни се во кујната. Ќе те викнем за кафето. Сте сакале да зборувате со мене, ваше превосходство? Зошто не, Ефенди? Разговорот со вас секогаш ми бил пријатен. Ама, за учителот? Да, за учителот. А и за нас, Ефенди. И за нас? И ние сме овде некоја власт. Нели, Ефенди? Се надевам. Ефенди, зошто ние овде во Дебар да се преткаме во охридските работи на мелети? А зошто вие, ваше превосходство, не го поддржувате Мелети? Иста црква сте, нели? Да речеме, не ми се допаѓа, Ефенди. Но ваше превосходство, тој е моќен. Само Господ е моќен, Ефенди. Само Господ? Па, да речеме понекогаш и народот. Во овој случај ми се чини дека повеќе сакате моќта на народот. Поблиску е до Господ, Ефенди. И што мислите ние да правиме со нашите мали моќи? Ако не можеме да бидеме блиско до Господ, Ефенди, барем да бидеме блиско до народот. Сигурен сте дека народот го сака учителот? Да, Ефенди. Да поразговараме за тоа. Може? Секако, Ефенди. Не брзајте, ваше превосходство. Па за почеток да испиеме за учителот. А понатаму ќе пиеме за народот, а? Да, може, Ефенди.
Учителе, вечерва ќе дојдат владиката Антим и неколкумина старци од Охрид и ќе те ослободат. Брат ти Јакима ги пушти из утринава се сместија во Ана. Брат ти е болен, има хемничен тифус. Епа, Григоре, со Арно се убаво. Ти си одиш, а јас останувам овде. Збогу. Ајти, секоја мрежа може да се ские. Ако некој со пари е затворен, со пари може да се ослободи. Друг калаус нема. Само треба да се соберат многу пари. На судијата му посега рачето. Онде треба да се стави нешто да запре Терезијата. Едва симо мајката, такви се сите во држава. Зеде пари од нас, зеде и од Мелетија. Нека му се задржи. А Јанке многу добар човек. Може би не тоа ослободи, зашто знаеше дека си невин, па сам ќе се. Туку пара бие, пара се кара. А инаку многу добар човек. Ако не те отрuje со некое кафе, ќе видиш дека многу добар човек. Викат Симон. Симон грешниот. По стари години се повлеков овде. И добро ми е. Што барам надвор? Надвор е се така. Човек не знае повеќе што да каже. Ни увото повеќе не може да го слуша тоа. Се се нагледав на веков. Се што видов, секаде одев и секаде е исто. Како било, така и ќе си биде. Исти се вековите. Не те прашам зашто си овде. Може би од истите греови како и јас. Сите ние имаме греови. Владиката Антим ми рече да ти се најдам прирак. Се што ти треба, барај од мене. И книги. Ако ти треба.
άπαυστα ο μήτερ ουδης χτόνος, τι ούτων έχασες ιών, ούπερ τους άχους στόματα ψάλουν, καλυφώνους, επερκομμένων γενεών. Да, учителе, ништо друго не може вака добро да ги лечи раните на душата, како овој манастир. Потребни ти се долги прошетки низ шумава, за да ти се врати мирот. И размислувања, непрестани размислувања, се додека мислата не се избистри како овдешните извори. Повели, седни до мене. Гледаш, ова се твои стихови. О Арматолос. Еј ти, дојди ваму. Седни ваму. Нека, ќе постојам. Слушај. Κανκλέης είπεν άπαυστα ο μήτερ οδείς φτώνος, τι ούτων έχασες ιών, ούπερ τους άχλος στόματα τα ψάλουν καλυφώνος, επερκομμένων γενεών. Τα έργα του τα κρατερά φτέλων επιφτιμήσει του άρεος ιοπαδί, κυριοτόκον φτέλωση γυναίκα σε υμνήσει πάντες τύχης ιαϊδί. Σίδε αντέλης άκουσον πραΐνας ατονγών τα έργα του τελοϊπή. Ειν όσιον ακούωση τους άχλους των ηρών, λαός πολύς εν σιωπή. Разбираш ли? Ovo je pesata za Kuzman Kareman. Си чул ли за Кузмана? Како не сум чул? Та не е Кузманот преку свет? Беше од едно село до нашето. Дедо ми бил со него. Да, убаво. Можеш ли овие стихови да му ги кажеш на селанецот на твојот и неговиот мајчин јазик? Ова е дел кога албанците за кои тој се борел и го однеле на мајка му Неда телото на Кузмана. Пред неа се представија Геги со страв и почит. И најстариот од нив рече: Ако и да ми безпрестано плачеш, многу тажна Кузманова мајко, порок не е, ниту срам несмасен. Таков син си изгубила, чии големи дела со восхит ќе ги прославуваат идните поколенија. Разбра ли нешто? Што си се стуткал, кажи. Како не разбрал, владико? Ти видов во очите дека си разбрал. Оди си сега. Те разбра и очите му светнаа. Сега е задоволен. За него тоа што му го каже се онака како што го чул. И ништо повеќе. Но за мене и за тебе не е. Не е така зашто ти му кажа само мал дел од она што го имаш напишано на грчки. Му го кажа само она што му го порачуваат стиховите, но со послаби зборови, во поинаков облик, во облик посиромашен. За него тоа е доволно, но за тебе не е. Го знам јас тоа. И затоа сум овде, како што велите вие охриѓаните, да те опитам. Разбирливо ми е што се бориш против владиката Мелетии, но зошто се бориш против јазикот на кој си пеел како Славеј? И вам ли треба да ви објаснувам? Не се борам јас против јазикот, ни против грчкиот, ни против било кој друг јазик. Јас само се борам за својот јазик. Јас знам дека веќе никогаш не ќе можам да пропеам на својот јазик. И затоа ќе замолчам, ќе престанам да пишувам. Но затоа децата што ги учев и оние што тие ќе продолжат да ги учат, ќе учат на свој јазик. Та нели по песната птиците се разликуваат?
Zar nije Grdo slaveo da si je zaboravi pesnata i da peje onajka kako što je poseka bilo koja druga posilna ptica? Ti verovaš дека si ovde za da se oporaviš. Znam ja zašto sam ovde. Ti misliš дека si ovde zato što ja sam uvećal na Meleti da te zadržam, dodека той не ги растера во Охрид твоите истомисленици. Но подобро овде да те држам отколку да ичезеш некаде патен. А Мелети и онака веќе не може ништо да стори против луѓето кои се борат за својот јасик. Велам луѓето, затоа што ти, иако си прв меѓу нив, само си мал дел од оние што доаѓаат по тебе и од оно што ќе се случи. Некои ќе речат дека сум сакал да те заштитам затоа што убаво си ги опишал гегите во Арматолос, чиј син сум и јас. Веројатно и тие ќе се во право. Но знај само едно, ќе натера овие убави стихови. Учителе, јас ќе те држам овде уште 3 месеци. Со Симона можеш да појдеш до Дебарските бањи. Grigore, da se vratime во Анот. Ќе заврне. Имаш право, нека заврне. Баш е потребен дожд на земјава.